Дали има исклучоци во однос на корисниците на просторот пред деловните простори, доколку просторот е во нивна сопственост или тие мора да ја плаќаат утврдената тарифа и како тоа го регулираат другите општини? Праша советничката Елена Доцевска-Божиновска, барајќи одговор од надлежните на секторот за даноци и такси. Што се однесува до тарифата за користење простор пред деловни простори и за вршење на дејност, појасни Доцевска-Божиновска. Согласно законот, од 5 до 15 денари се наплаќа за метар квадратен дневно, а со оваа предлог одлука се предлага таксата да биде 5 денари, односно законскиот минимум. Би сакала да прашам дали сметате дека постојат законски недоследности на кои што, како што претходно кажав, законодавецот треба да обрне внимание и во кој дел да го појасниме и тоа за јавноста. Дали може би сметате дека ние како Совет треба да побараме автентично толкување токму за овој дел од законот, за законодавецот да биде попрецизен на кого се однесува оваа такса. Дали на сите корисници на деловен простор пред деловниот објект каде што се врши дејноста и дали може да се направи исклучок за оние што кажав што се просторот во нивна сопственост. Дали законот воопшто дозволува некакво поинакво решение од ова што е понудено во денешната предлог одлука што ја имаме пред нас. Предлог одлуката опфаќа 10 комунални такси за кои има тарифник дефиниран во Законот за комунални такси донесен во 2005 година, со одредени измени и дополнувања во 2010, 2016 година, измена од страна на општината во 2020 година во делот на комунални такси, кои директно ги администрира секторот за даноци и такси за така наречена фирмарина, која ја намаливме на минимум од 4000 денари и која важеше само за таа година, рече меѓу другото раководителот Ненад Стојановски. И последната 2021 година во дел на таксата за која советничката праша конкретно, 5 денари за деловни простори кои се рачунуваат по дејност, за која такса е директно одговорен секторот за комунални дејности, бидејќи тоа администрира и ја наплаќа по одобрено одобрение, испратено решение до субјекти. Значи, тоа е комунална такса која се наплаќа по вршење на дејност, без оглед дали станува збор за сопствен имот или имот кој е под општина. Значи, нема никакви законски случаи во тој дел дека може да не се наплаќа воопшто. Сега би се надовржал на вашето прашање во дел дали има општини кои тоа го рачунаат или не го рачунаат. Има општини кои не го рачунаат, ама меѓутоа тоа е нивна законска обврска, не знам, за тоа може би ќе одговараат. Ние мора да ја рачунаме таа такса и нема исклучоци апсолутно за никој. Доколку на некој субјект во Куманово не му е сметано, си постои сектор за инспекцијски надзор кој треба да контролира таа работа. Стојановски ја прифати забелешката од Доцевска-Божиновска во однос на недостигот на образложение на предлог одлуката, потенцирајќи дека во иднина сите предлог одлуки кои што доаѓаат од секторот за даноци и такси ќе имаат адекватно образложение, ќе ги содржат сите измени, тарифници и слично. Дали има недостатоци? Секако дека има недостатоци. Тука има одредени такси кои може да го зголемат буџетот на општина Куманово. Веќе разговарав со председателот на Сдружение на занаетчии и ќе побараме, бидејќи тие се компетентни за таа работа, да ни достават список кои се тие занаети кои што се во умирање или дефицитарни занаети и врз база на тоа во рок од 3 месеци откако ќе ја донесеме оваа одлука, ако изгласате да ја донесеме, ќе мора да донесеме уште една одлука, да ги дефинираме тие субјекти за да може да бидат ослободени од таа давачка која кај нас е определена на одреден минимум од 2000 денари. Јас би се задржал или би ги коментирал, да речеме, комуналните такси и она што ЗЕЛС треба да го преземе во поглед на менување на самиот закон. Да речеме, по тарифен број 9 постои комунална такса за користење на улици со патнички товарни моторни возила, автобуси, специјализирани возила и мотоцикли. Таму има одредена распон на суми во кој би можело да се движи сето тоа. Претходно било определено на некоја средина за сите возила по кубици. Сега, например, со оваа одлука ги ставаме на максимум, како општината од сите регистрирана возила, од сите осигурителни компании би можела да го добие највисокиот износ. По опсежното излагање на надлежните, советниците дадоа зелено светло на предлог одлуката за утврдување на висината на комуналните такси.